По бурните реакции во јавноста во врска со новонастанатата обврска и пензионерите да се регистрираат на електронскиот систем за персонален данок од Управата за јавни приходи, денеска смируваат дека нивна цел не е да казнуваат, туку да изнайдат начин како да комуницираат со секој граѓанин што има некаков приход. Регистрацијата на персонален данок и информирањето на граѓаните е клучно за годишната даночна пријава. Граѓанинот е ослободен од потполнување даночна пријава од прибирање докази од компаниите. Сега годишната даночна пријава ќе ја пополнува Управата за јавни приходи и ќе им ја даде само на потврдување кај граѓаните. Така ако досега Управата за јавни приходи ги контролираше граѓаните, сега граѓаните ќе ја контролираат Управата за јавни приходи. Тоа е право на секој даночен обврзник, па и на пензионерите, рече Сонја Лукаровска, директорка на Управата за јавни приходи. Досега граѓаните сами ја составуваат годишната даночна пријава, но само ако покрај платата или пензијата имаат и друг приход. Забелешките од новинарите во новата регулатива што ги опфаќа и пензионерите што имаат само пензија, се малтретираат и многу возрастни граѓани што немаат компјутерски вештини. Од Управата за јавни приходи велат дека тие може да ги користат со полномошник. За оние пак од оддалечените села каде што нема интернет пристап и каде што нема помлади луѓе, туку останале само стари, од управата велат дека ќе бидат посетени од мобилни даночни шалтери. Ке се искористат сите комуникацијски канали да дојдеме до секој граѓанин за да се регистрира. Ние имаме податоци кои прима доход, но сепак наша обврска е да му овозможиме на граѓанинот да се регистрира и да ја одобри пополнетата годишна даночна пријава од наша страна. Велат од управата. Велат и дека казни предвидува законот за оние кои што нема да се регистрираат, но не се знае за каква казна станува збор се уште.